Денешната седница на Централниот одбор беше за заокружување на промените во партијата. СДСМ покажа дека има капацитет перманентно да се менува во интерес на граѓаните и на заврзување на напредокот на нашата земја. Во таа насока Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска ги комплетираше првите луѓе на своите партиски комисии. И тоа, председател на Комисијата за внатрешни работи професор доктор Зоран Верушевски, председател на Комисија за европски прашања Боја Маричич, председател на Комисија за економија Кирил Колемишевски, председател на Комисија за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, председател на Комисијата за здравство ќе биде Венко Филипче, председател на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе биде Зоран Атанасов, председател на Комисијата за труд и социјална политика ќе биде Милан Живковиќ, председател на Комисијата за култура ќе биде Роберт Аладјозовски, председател на Комисијата за образование и наука ќе биде Елизабета Наумовска, председател на Комисијата за надворешни работи ќе биде Едмонд Адеми, Драган Николич ќе води Комисијата за одбрана, Златко Николовски ќе води Комисијата за правда, Благој Бочварски ќе води Комисијата за транспорт и врски, Фатмир Бетики ќе води Комисијата за финансии, професор доктор Драган Гоцевски ќе води Комисијата за информатичко општество и администрација, Дејан Павлевски ќе води Комисијата за локална самоуправа и Митко Андреевски ќе води Комисијата за енергетика. Го прошируваме и бројот на комисии и Централниот одбор донесе одлука за уведување на нова Комисија за спроведување на политиките на едно општество за сите граѓани, пошто се препознатливи нашите политики кај граѓаните. Во наредниот период останува да се комплетираат секторите и секретаријатите на комисиите кои што ќе работат интензивно на креирање на нови мерки и политики и на реализација на она што е ветено пред граѓаните. Снежана Калевска, пратеничката од Собранието на Република Северна Македонија, е избрана за нов координатор на форумот на жени на СДСМ. Задоволство ми е што имаме многу нови луѓе, млади, кои што се спокој на искуство и стручни луѓе, на авторитет и одговорност, кои што ќе дадат нов квалитет во делувањето на СДСМ и особено во делувањето и креирањето на политиките на партијата. Во овој период артикулиравме на централно и локално ниво 700 нови луѓе во извршните одбори на општинските организации, во партиските комисии и како председатели на општински организации на СДСМ, процес кој што е целосно завршен. Како генерален секретар на партијата, кој што го водеше овој процес, ги информирав членовите на Централниот одбор за тоа како новиот систем на работа и делување на СДСМ се имплементира и се реализира и е во функција на граѓаните. Течат анализите на реализираните програми на нашите градоначалници, на централната и на локалната власт. Тимовите на СДСМ се секојдневно на терен помеѓу граѓаните. Раководството на СДСМ, нашите носители на клучни позиции се секој ден на теренот, на малски и урбани средби, ги слушаме граѓаните и делуваме. Она што го забележуваат нашите тимови се анализира детално, ќе биде преточено во дополнителни политики и позитивни мерки од интерес на граѓаните. Го најавувам следниот централен одбор на кој што ќе донесеме пакет на мерки кои што се од интерес на граѓаните и кои што ќе бидат поздравени. Меѓутоа, оно што е особено битно и зашто Централниот одбор најмногу и најодлучно дискутираше, и тоа во проширен состав, со сите пратеници, градоначалници, председатели на општински организации, министри, заменици, форумот на жени, представниците на младината, е дискусијата и дебатата и носењето едногласно на нова декларација со која што се дава поддршка на највисокото раководство на СДСМ, кое што истовремено е највисоко раководство и во државата и во владата, но и поддршката на сите други останати институции да продолжи со безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата во државата за сите предмети во целиот период, како и за јакнење на правната држава преку создавање на услови за целосно владење на правото во државата. Последните случаи покажуваат дека постои целосен, заштитен и нов механизам кој што функционира на релација граѓани, обвинителство, МВР и кој што го штити општеството
и кој што може да се справи од евентуалните и сите појави криминал и корупција. Државата изгради институции и создаде систем кој што се борат против криминалот и корупцијата. Сите се еднакви пред законот, а правда мора да има. Разгледувајќи ја актуелната состојба, Централниот одбор го реафирмира ставот дека како државотворна и како одговорна партија нема да дозволи деструкциите и обидите на закочување на напредокот и на реформите, но и закочување на правдата кој што ги прави Христијан Мицковски ВМРО ДПМН нема да успеат. СДСМ ќе направи се заедно со граѓаните, реформите да продолжат, напредокот ќе продолжи, Република Северна Македонија ќе успее. Благодарам, повелете се прашање. Дали стана збор за евентуално барање одговорност или проверка на гласините дека ваши пратеници се вмешани во случајот рекет? Значи, Централниот одбор донесе декларација со која што застана во одбрана на функционирањето на правната држава и правниот систем. Тоа што никогаш досега во претходниот период не било случај, сега да функционира. Граѓаните да пријавуваат, да се охрабрени, институциите да функционираат и целосно и безкомпромисно да се справат со еден или со било кој случај за кој што ќе има било какви податоци, информации, да биде детално истражен, да се направи темелна анализа, истрага и да си постапат согласно законите и позитивните законски прописи за да овозможиме правда за сите и да овозможиме законот да функционира за секој еден граѓан. За конкретни имиња се зборуваше? Не се збори за целосна борба против криминалот и корупцијата. Се збори за една нов момент во кој што треба да бидат охрабрени сите институции не за еден, туку за секој случај. И да еднаш оваа држава биде растеретена од тој правец. Да биде еднаш оваа држава безкомпромисно да се бори преку сите институции, преку сите мерки, преку сите инструменти кои што стојат на располагање на ова слободно, на ова отворено, на ова растеретено општество за кое што се боревме. Се боревме за слобода, за правда, да можат граѓаните слободно да разговараат, да пријавуваат, а институциите да функционираат. Тоа е огромна промена која што е постигната со промените кои што ги направивме. Тоа не беше случај во период на 11 години на изолирана држава која што ни беше. Тоа е огромна промена, ова е нов момент во кој што велиме дека ние храбро ќе влеземе во расчистувањето со криминалот и корупцијата во државата. Тоа е предуслов и услов за економски напредок на оваа земја во која што сите сакаме да бидеме вградени и да останеме тука. Дали вие имате некакви сознанија кои се функционерите кои се вмешани во рекет и дали беа присутни на состанокот? Присутни беа огромен број на членови на Централниот одбор, пратеници, градоначалници, ги напоменав, и не станува збор за поединечни, туку Централниот одбор дава поддршка на сите институции да се справат со криминалот и корупцијата. А Кики и Фрики беа ли присутни на Централниот одбор? Веќе одговорив на прашањето дека Централниот одбор на ова политичка партија, за разлика од многу други, кои што ги блокираат институциите, кои што се борат против правдата, кои што сакаат да дојдат на преговарачка маса само заради одбрана на криминалот кој што го правеле, ние сме целосно растеретени и ние целосно даваме поддршка на борбата против корупцијата и криминалот во било кој еден случај. Значи ова е потврда дека биле присутни на станокот Кики и Фрики. Одговорив на прашањето кое што е суштинско и кое што е дел од декларацијата која што Централниот одбор денес ја донесе, а кој што се однесува за охрабрување на сите институции за борба против криминалот на било кој во државата. Значи не се оградувате од тоа дека функционери на СДСМ може да бидат дел од истрагата и вмешани во последниот случај? Секој граѓанин може да е вмешан во било какви индиции за било што. Ние ги охрабруваме институциите кои што во претходните многу години не функционираа и не делуваа, сега да функционираат и делуваат за било кој граѓанин и за било кој поединец, без разлика дали е член или не е член на политичка партија, без разлика дали има некоја функција или нема функција. Тоа е најмалку битно, ако сакаме државата да ни оди напред. Ние сме целосно растеретени како СДСМ и како структура која што е дел од коалицијата со граѓаните и која што се бореше и се бори и ќе продолжи да се бори за правда во оваа држава. Очигледно, друга структура се бори само за да се спасат
криминалците и да не одговарат. Ние даваме поддршка на било која институција, на било кое обвинителство, на било кој поединец кој што е дел од институциите на системот, да целосно согласно законот, позитивните законски прописи, работи одговорно во функција и во интерес на граѓаните. Тогаш се ќе се рачисти и тогаш се ќе биде најасно, а државата во тој случај ќе ни оди напред. Дали стана збор за тоа како ќе се барат двотретинско мнозинство за клучните закони, доколку утре Христијан Мицкоски не дојде на лидерска средба и продолжи да не доаѓа? Да го сочекаме утрешниот ден, да видиме дали обидите и она што треба да се случи утре, тоа е лидерска средба на темите кои што се и на дополнителни било кои што лидерите на политички партии може да ги отворат, да видиме дали таа ќе се случи, а секако дека оваа држава има одговорност да на секој еден можен начин бара инструменти да функционираат институциите и законите, но и овие органи кои што се воспоставени. Секако дека има политичка одговорност секој поединец, уште повеќе пратениците кои што се дел од представничкиот дом, кои што добиле поддршка во име на граѓаните да ги представуваат, имаат обврска да во рамки на овој систем и на овие предизвици пред кои што сме исправени, да обезбедат поддршка на правдата и на функционирањето на институциите во тој поглед. Затоа сметам дека пратениците ќе бидат на ниво на задачата и дека секако мора решение оваа земја да најде и на тоа прашање. Меѓутоа, секако и на другите прашања. Треба да се дискутира и за изборниот законник. Треба да се дискутира и за пописот, заради тоа што оваа земја е единствената која што нема направено попис, можеби со неколку земји од светот. И тоа прашање е битно за нашата земја и битно е во овој период во кој ние ја водиме владата. Ако не беше битно тоа за ВМРО-ДПМН, за нас е битно и сметаме дека тие се темите заедно со дополнителни други кои што секој лидер на политичка партија може да ги отвори, да бидат дел од темите кои што за кои што треба да се дискутира на лидерската средба. Имате ли информација дали господин Заев има слушното или контактирал со господјата Кацјанева, бидејќи ја нема веќе 3 дена? Не. Одговори веќе на суштинските прашања кои што се тема на и дебата на Централниот одбор на СДСМ. Вонредни избори? Стана збор за вонредни избори? Не, ги кажав сите теми за кои што се разговараше. За нас од интерес на граѓаните е да Северна Македонија стане членка на НАТО, да добиеме одлука за почеток на преговори со Европската Унија, да продолжат реформите и напредокот и да се создадат услови за избори, заеднички со пакетот кој што треба да биде договорен. Тоа е изборниот законник, тоа е пописот и темите кои што треба да бидат затворени. Кога и да има избори, ние сме уверени во победата, затоа тоа што 5 пати го победуваме ВМРО-ДПМН во последните 15 месеци, може да се каже, или 2 години. Така да партијата целосно оперативно, структурно е посветена, е организирана и сметаме дека последна одлука на Централниот одбор од Охрид е во важност, дека за нас пред се интересот на граѓаните, интересот на нашата земја да оди напред, да ги заокружиме процесите кои што се битни во овој период, а тоа е одлуката за преговори со Европската Унија, членството во НАТО и реформите, и после тоа секако дека темата за предвремени избори може да биде отворена во секој момент. Но ова се моменти во кои што ова се темите кои што се најбитни за граѓаните на нашата земја.